Добар ден, јас сум Зоран Иванов. Слободен печат и Цивил продукција денеска од ова студио на Слободна ТВ за дилемите бизнис на векот или финансиска утка на векот. Мој повод за ова кусо интервју со Виктор Андонов, до неодамна советник на премиерот за енергетика, а од неодамна директор за развој и инвестиции на ЕСМ, се некои контроверзии околу Чебрен. Децениски проект со 18 пропаднати тендери, кој таман да тргне предизвика стручни полемики главно на неодобрување, а при тоа владата, мојот субјективен впечаток е ова секако, како да премногу е тивка околу ова прашање. Па, директор Андонов, добре дојдовте во студиото на Слободна ТВ и на програмата на Слободен печат и на Цивил. Добар ден. 30 години од сите слушаме Чебрен галиште. Кога конечно се дојде до некаков епилог, еве многу бука, галаме и контраверзи. Па моето прво прашање во ова кратко интервју од само 13 на минути, Чебрен, зошто на грците, а не на германците 2008? Имате веројатно сознание. Еве да почнеме со ова. Токму така, многу контроверзии, а како што кажавте во најавата, многу години слушаме за овој проект, повеќе од 3 децении. Ево јас дури додека сум бил студент сме слушале за овие проекти дека се не испланирани пред 20, пред 30 години, за жал не се изградени. Јас веќе неколку пати кажувам дека целото политичко уредување од нашата независност пробува на ист начин да најде инвеститор за Чебрен. Уште од 90-тите имало некакви обиди од тогашното електростопанство, имало заинтересирани конкретни европски компании, тогаш пред се биле австриските и германските компании. Две подпрашања за да добиеме во време. 2008 зошто се одбиени германците? Тоа е првата процедура во 2006 година започната, 2008 е понудата и таа не е логично да се спомнува во овој контекст бидејќи тоа е пред 15 години, тоа е во првата постапка. Има понудата токму така, тогаш беше тендерот за Чебрен и галиште. Тие дадоа 47 или 48% во заедничката компанија. Тоа е повеќе од колку сега 30. Повеќе, да, меѓутоа тогаш треба да прашаме владата која била нели во 2008 година. Јас немам одговор нели на тоа прашање, меѓутоа можам да кажам дека и тогаш концептот на Чебрен бил ист и тогаш тиквеш се давал како влог во заедничка компанија и тогаш требало странец инвеститор да ги гради. Добро, зошто сега не се одеше на 40%? Не сака грчката компанија, не се согласи? Не, тоа не е концепт на тендерот, туку во тендерот оставаме како критериум тој што ќе даде поголем процент на ЕСМ да има најдобра понуда како некој критериум за евалуација. И тогаш немало некој минимум, немало максимум. И за моје сознание, ова сега со Чебрен најновиот проект и договорот со грчка компанија е надвор од вкупниот оној дил што се нарекува проект Вардарска долина или утре заутре би можело да се вклопи? Не, проектот Вардарска долина е и кога се работело нели од тие документи во текот на 70-тите години, овој дел проектот Чебрен спраѓал како дел од интегрален развој на Вардарска долина. Го поставувам како реакција на ваши, условно да речам, ваши противници на овој проект на ваков начин да се реализира. Проектот е дел и е како составен дел на целиот комплекс интегрален развој на река Вардар. Во таа студија правена во текот на 70-тите се опфатени реката Вардар со сите најголеми притоки на реката Вардар, така да реката Црна е најголема и токму од таму произлегува и на некој начин се дефинирани. Меѓу контроверзите зашто го обвинуваат овој проект, па во тие рамки и вас лично, веројатно, сега и како директор за инвестиции и развој на електростопанство на Македонија, 35 години или 60 години е концесијата? Што е? Вака, некој сака да направи, мислам дека овде станува збор за намерни забуни, затоа донесов со мене извадоци од двата закони, бидејќи некој ги чита само законот за концесии, веројатно од негови лични причини. Еве би сакал да го прочитам член 39 од законот за концесии и јавно-приватно партнерство. Основата за спроведување на постапката кажува: договорите предвидени со овој закон се склучуваат за период до 35 години, сметано од денот на склучување на договорот, односно од денот на влегување во сила, ако овој датум се разликува. И ова е главното што не го кажува никој, доколку со посебен закон поинаку не е предвидено. Сега, во Македонија, основен и посебен закон за водите е законот за води. Во законот за води имате време трајање на концесија, член 57.
и се поделени хидроелектраните и кажува за производство на електрична енергија во хидроелектрични централи со мощност над 10 мегавати до 70 години. Дали Значи процедурата е комплетно. дали до тогаш грците ќе не земат сета вода, имам прашање малку подолу во емисијава, не. но Како што потенцирав, процедурата е за производство на електрична енергија. Дилемата, Само за тоа. условно да речем на критичарите на ваков проект да се реализира е за 65 години, па дури за 30 години целата опрема ќе се амортизира, кога на Македонија ќе биде вратен капиталот. Па видите, ние сега кога кажуваме, или сега ќе се вратиме на аргументите, тие викат сега им го даваме тиквеш целосно спремен за произведуван или може уште која, а тиквеш кога ќе им го дадеме ќе има 64 години. Значи има Тука е компензацијата. нема На некој компензација, туку хидроелектрани секој објект си има свој век на траење, секој опрема има свој век на траење, меѓутоа со текот на годините тие се модернизираат и ревитализираат, им се зголемуваат перформансите и се зголемува рокот на траење, така да ќе биде истото Во една случај. реченица, од каде доаѓаат овие обвинувања за неадекватноста на проектот, да чиста загуба и така натаму? Грците водите ги низат политички е малку. Па јас мислам дека од некакви или е лични зависно го причини. мора, или Јас што може? мислам дека од некакви лични причини, веројатно тоа е некој наш синдром, еве како што кажавте во најавата, 30 години нешто сакаме да го спроведеме на истиот начин, сега кога ќе се заврши, не било добро. Ваш колега јавно на телевизија тврди дека 2,4 милиарди тиквеш е подарок практично. Вие сега рековте дека тој е веќе и амортизиран на некој начин. Апсолутно невистина е таа бројка и тоа е злоупотреба на функцијата професор на факултет да излегува во јавност и да кажува некакви такви бројки со кои нели би створил некакво незадоволство и дека некаков печаток дека ете од владата не значат што прават, така. Значи годишно, еве сега ако ги гледаме годишно производство на тиквеж во последните 10 години, просекот е околу 120 гигават часа. И тоа за тоа што во 2 години има произведено над просекот. Генерално во ЕСМ како се планира, тиквеш да произведува околу 100 гигават часа. Таа цена помножена по цената која ЕСМ ја продава, излегува околу 5 до 6 милиони евра на годишно ниво. И пак стравови Андонов, водата ќе ни ја земат грците, ќе си го наводнуваат Солунско поле и изгубивме Црна. Што е точно, што е неточно во Па два ако збора? гледаме неколку луѓе кои што сакаат да направат, еве како што кажавте, стравови, тие одат со 3-4 флоскули дека ќе сме ја давале водата. А што вели Законот за води? Законот за водите кажува дека тој ќе добие дозвола за користење на вода за производство на електрична енергија. И во Законот за води имате приоритети: наводнување, пиење, водоснабдување, земјоделски цели, електрична енергија на 4-то место. Така да се дополнам за ова, тој истиот професор што го кажува дека тикваш годишно произведувал 40 пари, нели електрична енергија за пари 40 милиони евра, апсолутно не е точно. Денес и да гледате цена на берза за следни 2-3 години од 100 евра до 120. Со тоа производство од 100 гигават часови по 100 евра е 10 милиони. Не би можел да Значи, верувам дека само апсолутно некаква... бројката од 40 милиони апсолутно неточна бројка. Добро, не би можел да верувам дека само некој зависи љубоморево прашање, суета некаква. Се надевам дека па уште повеќе дека нема политика, но браната дилема има околу типот на браната, висината. Некој сака да направи дилема и сега дилемата одат до таа насока дека еве Виктор Андонов ги поставил висината или не знам Не која. подобро било 3 мали брани и 3 мали езера. Сакам да ви кажам дека вака, за Чебрен имаме документација еве во ЕСМ, во библиотеката на ЕСМ има документации од 1960 година па до ден денес над 250 документи само за Чебрен. Значи во тие 250 документи, значи правени не од поединци, од релевантни институти. Виктор Јарослав Черни, околу... само да докажа, Енергопроект Скопје. Во 75-та амерички конзорциум во кој се наоѓа MIT, еден од најдобрите универзитети во светот. Значи сите тие документи ги правеле реномирани компании. Имате детални геолошки истражувања, значи овде можам да кажам дека во сите скоро анализи и проекти учествувал градежен факултет од Скопје кој е дел од УКИМ, така учествувале електротехнички факултет. Значи станува Но и критичарите на проектот се главно професори на УКИМ. Истите тие. Така, истите тие. Сака да кажете, ако биле во ваша позиција, поинаква песна би пееле? Па тие биле во таа позиција и пееле поинаква песна. Ако еве ако сега но велат, ако можевме ние да даме, ние ќе го направевме ова, нели? Ова е чист подарок на Грција. Нема никаков подарок, значи еве ви го кажам од првиот тендер од 2006 година, истиот концепт. Чебрен галеште, тиквеш се вложува кога ќе се изгради Чебрен.
Еве го денес исто. Чебрен, тиквер се вложува кога ќе се извлече. Значи истиот концепт 30 години. Нема ништо различно, ништо смена. Од строгиот продуцент имам само уште 60 секунди. На крај, ваш коментар, нека е стручно политички, ќе ми дозволите. Дали овој проект на Чебрен и овој дил уште недокречен со грчката компанија наликува нешто на ОКТА? Далеко не. Или не, едно со друго нема врска? Не, едно со друго нема. Може ли граѓаните да не бидат разочарани наредни 30-40 години да плаќаме нечи лош потек? Вие сте релативно млад човек и ќе го дочекате веројатно исечењето на траката на Чебрен, дали вие или некој друг. Сеедно, и ќе бидеме радосни или ќе се нервираме дека некој... Сите проекти што се прават, целта е да имаме стабилно снабдување со електрична енергија по предвидливи цени. И овој проект е дел од тој целиот концепт. Значи сите инвестиции во ЕСМ генерално што се со поддршка на владата се... И сосема за крај, кога ќе биде ставен последниот параф на договорот? Се уште течат роковите за подпишување на договорите, треба и договор за концесии, договор за заедничко вложување, така да кога Изборите може нешто да изместат или до тогаш ќе се заврши приказната? Се покажало во минатото кога имало изместување и после тоа е комплетно тој проект пропаѓа. Виктор Андонов, ви благодарам. Ви благодарам на поканата. Тоа беше интервјуто со Виктор Андонов, директор за развој инвестиции на ЕСМ.